Европа сака да зборува за музичка разновидност, но кога ќе погледнеме подобро, еден цел регион речиси воопшто го нема – Балканот. Зошто гласовите од југоисточна Европа не стигнуваат до големата европска сцена? Податоците од најновите истражувања покажуваат голема нерамнотежа во представеноста на музичари од југоисточна Европа на големите европски фестивали. Од над 1500 артисти на најголемите сцени, само 1,06% представуваат уметници од регионот. Тоа се само 16 уметници од речиси сите учесници. Од регион со повеќе од 55 милиони жители, оваа бројка не зборува за недостиг на талент, туку за недостиг на пристап. Во исто време, Северна Европа и Балтичките држави со далеку помала популација имаат значително поголемо присуство на европските сцени. Таму постојат мрежи, фондови и патеки што ги туркаат уметниците напред. На Балканот тие патеки често завршуваат уште пред да започнат. И внатре во регионот постои јас. Србија и Хрватска повремено успеваат да се појават на големите платформи, додека Северна Македонија, Албанија и Косово остануваат речиси невидливи. Конкретно на некои од најзначајните европски настани во 2025 година, како Eurosonic Norderslag, Србија и Хрватска имаа по 2 артисти, додека од Северна Македонија, Албанија и Косово застапеноста беше силно ограничена или минимална. На фестивали како Рипербен немаше уметници од југоисточна Европа, додека на Tallinn Music Week се појавија само по еден артист од Косово, Северна Македонија и Хрватска. А од друга страна, дигиталните правила дополнително ја продлабочуваат разликата. Политиката на Spotify што бара 1000 стримови годишно од 50 различни слушатели за да се добие монетизација, непропорционално ги погодува помалите пазари. Таму каде што публиката е помала, прагот станува зид и многу нови гласови остануваат без простор да растат. Истражувањата открија дека 92% од независните издавачи во југоисточна Европа се против ова правило, оценувајќи дека таа пракса води кон културно бришење на регионалните артисти и дека ги намалува шансите за меѓународен пробив. Ова не е приказна за маргинализирани жанрови. Ова е прашање, чии гласови Европа воопшто ги слуша? Затоа што ако еден регион е целосно тргнат настрана, европскиот музички наратив останува недовршен.